А во продолжение, вистинско време е да одморите малку од Netflix и од популарните американски блокбастери и да појдете да видите добар филм, и тоа од француската кинематографија. Во продолжение ја најавуваме неделата на францускиот филм, што се може да погледнете и каде во продолжение. Од 30 март до 4 април годинава во кинотеката на Македонија во Скопје ќе се одржува традиционалната недела на франкофонски филм. Културна манифестација која и оваа година носи богата и разновидна филмска програма за љубителите на седмата уметност. Настанот е во организација на Францускиот институт во Скопје и амбасадата на Франција, во соработка со амбасадите на земји членки на меѓународната организација на франкофонијата, помеѓу кои се и Белгија, Грција, Швајцарија, Канада, Албанија и Романија. Свеченото отворање се одржа вчера со проекцијата на белгискиот филм Склоност кон пораз со бесплатен влез за публиката. А во текот на оваа недела гледачите ќе имаат можност да проследат внимателно селектирани филмови од различни земји, кои обработуваат современи теми и ја прикажуваат културната разновидност на франкофонскиот свет. Всушност, седмата уметност е еден одличен начин да може да се пренесат вредностите кои што земјите на франкофонијата ги споделуваат меѓу себе до гледачите. Како што најверојатно гледачите знаат, франкофонијата не и припаѓа исклучиво на Франција, ниту пак францускиот јазик, туку франкофонијата е една заедница, еден широк споделен простор во кој што се делат најразлични вредности, меѓу кои што пред се љубовта, користењето и негата на францускиот јазик, потоа културната разновидност, јазичниот диверзитет, демократијата, почитта кон човековите права, мирот, исто така и солидарноста меѓу народите. Седмата уметност е можеби и еден од најубавите начини да можат овие вредности низ лични приказни да допрат до публиката. Програмата продолжува со документарни и играни филмови, како што се Кога доматите се сретнаа со Вагнер, Тивкиот бунт, Приказната за Сулејман и други. Морам да кажам дека навистина одзивот на публиката е голем. Салата во кинотеката е полна за проекциите, со тоа што ние заедно ја организираме, значи со земјите членки на меѓународната организација на франкофонијата, ја организираме оваа културна манифестација, но секоја земја, секоја амбасада се грижи за анимација и за промовирање на филмот заедно секако со Францускиот институт. Така што искуството е навистина позитивно и затоа и продолжуваме на поорганизиран и поквалитетен начин да ја организираме оваа манифестација. Годинава ќе бидат прикажани 7 филма од земји од значи франкофонски земји. Освен белгискиот филм имаме уште 2 силни женски приказни кои што ќе бидат прикажани. Тоа е швајцарскиот филм Тиво бунт, кој што ќе биде прикажан в среда на 1 април и се работи за една млада девојка која што во еден тежок поствоен период ќе се обиде да ги реализира собствените амбиции и исто така филмот со кој што ќе биде затворена оваа недела на франкофонскиот филм, а тоа е в сабота 4 април од 20 часот, романскиот документарен филм Марија, кралицата на Романија, еден мукен филм, еден мукен документарец за местото на жената во политиката. Неделата на франкофонски филм представува не само филмски настан, туку платформа за културна размена и продлабочување на соработката помеѓу земјите од франкофонскиот свет. Преку филмот публиката има можност да се запознае со различните општества, вредностни и уметнички изрази, што ја збогатува домашната културна сцена. Како што споменав, една од главните вредности на франкофонијата е почит кон јазичниот диверзитет, односно јазиците кои што се говорат во земјите членки на меѓународната организација на франкофонијата. Од тука дел од филмовите кои што ќе бидат прикажани во рамките на
оваа културна манифестација ќе бидат на француски јазик, дел од филмовите ќе се бидат на јазиците кои што си се говорат во земјите кои што ќе ги презентираат филмовите, а сите филмови се со превод на македонски јазик, се со цел да може да биде таа франкофонска култура и филмот поблизок и поразбирлив за нашите гледачи и за публиката. Со својата долгодишна традиција, оваа манифестација продолжува да го афирмира францускиот јазик и култура во земјава. Особено значено е што од оваа година, по завршување на програмата во Скопје, за прв пат ќе започне и недела на франкофонски филм во Битола, како продолжение на културната мисија и во чест на долгогодишната традиција на конзулската работа на Република Франција во овој град. За сите информации подетални за самите филмови може вашите гледачи и публиката да се информира на www.ifs.mk, односно веб страницата на Францускиот институт во Скопје. Инаку сите проекции од 31 март до 4 април се од 20 часот, освен албанскиот филм кој што ќе биде прикажан в сабота од 18 часот. Исто така, освен информации за влезниците и подетални, поконкретни информации за самите влезници, вашите гледачи можат да најдат во кинотеката. Сите проекции се со превод на македонски јазик, велат од организацијата, а за дел од филмовите обезбедени француски превод, што ја прави програмата достапна за пошироката публика.